Добар ден, ученици! Јас сум Катерина Костовска, оделенски наставник во Основното училиште Војдан Чернодрински. Во нашата училница на часот по македонски јазик ќе го обработуваме текстот Немил гости. Што за вас значи доцна есен? Доцна есен не асоцира на оголени гранки, дожд, на силен ветер, студени утра, суви лисја, темни облаци, осамени птици. Текстот што ќе го обработуваме е на страна 34. Јас ќе го читам, а вие внимателно слушајте. Немил гости. Една птица се свитка во седелото и се подготви да спие како што спијат сите птици. Лежеше така некое време и наеднаш наслушна како некој го заобиколува седелото. Потчукнува и моли. Гласот како да беше на некој изморен старец. Птицата си го позапре здивот, си ги скри пилците под крилјата и уште повнимателно се вслуша. Зборовите што доаѓаа беа кротки, мили и пак чу. Живее ли некој тука што ќе ме прими во своето гнездо? Долг пат имам поминато, коскиве од умор ми се здробени. Птицата молчеше и размислуваше. Дали да се одзве или не? Најпосле реши да се јави, па рече: Кој вака доцна е дојден пред мојата куќа? Јас сум јас, се јави непознатиот. Ние со тебе одамна се познаваме. Скитник сум, но секому добрина носам. Ама кој ли може да дојде вака доцна? Мислеше птицата и се присети на сите своји пријатели. Но гласот што доаѓаше однадвор не личеше на ничии и затоа повторно праша: Кажи ми најнапред кој си, како се викаш и ќе те примам во своето седело. Ќе ти кажам, зошто не, рече непознатиот глас. Јас имам дарежливо срце. Напролет ги китам дрвјата со зелен дар, а наесен им ги одземам грдите жолти лисја. Што мислите, ученици? Кој ли може да биде немилиот гост? Кога ми ги кажа подробностите за себе, можеш ли да ми го кажеш и твоето име? Праша птицата. Сакам да ти го знам името за да можам да се присетам кој си. Кутрата птица не го дорече последниот збор од реченицата, кога почувствува како се заниша дрвото. Закрцкаа силно гранките и за малку што не и се откорна седелото. Исплашена молкна и чу. Илјадници години имам, а вакво чудо се уште не сум видел. Една малечка ништожна птица, да не ќе да ме прими во своето седело, само затоа што не го знае моето име. Моето име е славно и големо, а во борба никој не ми е рамен. Од каде да знам кој си и што си? Може би си лисица? А може би некое друго страшно животно, штом си толку силен? Не, скреска силно непознатиот. Да не си лав или слон? Сигурно си слон. Еден од оние што ги среќавам на мојот есенски пат. Дали сега, ученици, ви е полесно да погодите кој е немилиот гостин? Ама каков слон? За каков слон зборуваш? Викаше разлутено непознатиот и се обиде сосила да влезе во седелото. Јас сум посилен од секого. Од тигри, од лавови, од слонови и од секого на овој свет. А ако сакаш да знаеш, ти мала шарено птицо, мене ме викаат Северко. Запамети го ова и пушти ме да влезам во твојот топол дом. Откако го чу името на северниот ветер, птицата не го пушти да влезе во топлиот дом, туку му рече: Жал ми е, пријателе, не можам да те пуштам. Зошто ако влезеш во моето седело, ќе ми ги замрзнеш слабите пилиња, но штом си веќе тука, уште утре ќе го напуштам овој крај и ќе си барам топли предели. Ќе заминам далеку, толку далеку, што ти никогаш нема да стигнеш. Така рече птицата. Си ги покри пилците со крилцата
и заспа сладко. Ветерот почека уште некое време и разлутен и бесен јурна низ големата шума. Сега, ученици, да поразговараме за содржината, да видиме дали внимателно слушавте и да направиме план за расказот. Што се случуваше пред седелото на малата птица? Пред седелото на малата птица се појавил немилиот гостин. Како се чувствувал немилиот гостин кога се обидувал да влезе во седелото на птицата? Тој се чувствувал налутено. А кој бил немилиот гостин? Немилиот гостин е северниот ветер Северко. Која е пораката, ученици, во овој расказ? Грижата на мајката птица да си ги заштити своите малички пилиња од немилиот гостин. Сега ќе работиме со техниката скелетен приказ. Напишете една реченица која опишува за што се работи во текстот. Пример, доаѓањето на зимата. Потоа изберете еден збор кој го изразува значењето или основната намена на текстот. Според мене, тоа би бил зборот промена. Нацртете символ или скица со која ќе ја представите содржината на текстот. Еве, јас би нацртала облаче кое си заминува и како доаѓа ветерот Северко. Потоа, ученици, изберете боја која го изразува расположението кое кај вас го предизвикува немилиот гостин пред кукичката на птицата. И јас би ја избрала кафената боја, а вие? За крај, дополнете ја реченицата. Една од најдобрите работи во овој текст е, пример, грижата на птицата за сопствените деца. За домашна работа, обидете се да представите како ја доживеавте содржината на овој расказ во 4 правоаголничиња. Работете во тетратките за домашна работа. Кај слика ќе нацртате чувство, како се чувствувавте додека го читавте расказот, кои звуци ги имаше во овој расказ и која е врската со мојот живот. Ученици, ви посакувам успешна работа.